Здраво, драги дечиња! Јас сум воспитувачката Розе. Денес ќе ви раскажам нешто за рециклирањето. И тоа за креативното рециклирање. Знае ли некој што е рециклирање? Рециклирањето е пренамена на веќе користените материјали или отпад во создавање на нови производи. Рециклирањето истовремено значи штедење на природната околина, штедење на енергија и заштита на природата околу нас. Замислете, таа представува штедење на дрвјата, затоа што од дрвјата се прави хартија. Доколку почесто ги користиме, тогаш, за да направиме хартија, каде ќе најдеме сенка во летните горештини? Како ќе дишиме воздух ако не постојат дрвјата кои што го прочистуваат воздух? А птиците и инсектите? Каде ќе живеат кога дрвјата му се нивна животна средина? Замислете, доколку ќе користиме дрвјата за да направиме хартија, таа се преработува во фабрики, користиме хартија, но си ја загадуваме средината околу нас. Затоа, потребно е што повеќе да ги користиме веќе користените предмети, да создадеме некои нови нешта. Доколку природата забележиме дека е загадена, дека има отпад, некој пред нас бил таму и фрлил многу отпадоци, ние треба да се грижиме за околината, да ја заштитиме, да го спериме отпадокот во соодветни контењери и така воздухот околу нас ќе биде многу поубав, почист, а и птиците ќе пеат многу поубави песни, што убаво ќе звучат на нашите уши. Дечиња, многу од предметите кои што секојдневно ги користиме дома како пластични шишиња за секаква употреба, многу стаклени лимени кутии и се што ќе ни се најде при рака, а веќе сме го употребиле, можеме да го рециклираме. Односно, наместо да го користиме како обичен отпад и да го фрлиме во контењер, ние всушност тој отпад можеме да направиме многу корисни нешта. На тој начин ќе заштедиме многу енергија која е корист, која е потребна за да можат да се произведат нови такви производи. Токму затоа ние треба сет отпад што ни доаѓа дома да се го селектираме во посебни контењери за пластика, за хартија, за лимени кутии, за картони, а потоа малку да седнеме и да размислиме зашто може да ни користат токму тие предмети кои што ни дошле во рака, а веќе сме ги употребили. Откако добро ќе размислиме, ќе дишиме, ќе мислиме, можеме и да ги затвориме очињата за подлабоко да размислиме. Тогаш ќе се сетиме кој предмет зашто можеме да го употребиме. Откако ќе се сетиме што сакаме да направиме од предметите кои што самите по себе можат да ни дадат идеја, ние ќе направиме многу корисни нешта. Например, од пластични кутии или пластични шишиња, од различни нешта што имало во нив. Например, сладолед, зеленчук, различни овошја или пластични шишиња за вода или сок, можеме да си насееме пченичка, пченка или леќа и потоа да се грижиме за тоа семе кое што му треба многу љубов и нега. Ќе го полеваме секој ден и од него ќе настане многу убаво растение кое ќе ни биде и украс дома, а и можеме да го користиме во секојдневната исхрана. Потоа, од лимените кутии, од кафе, од разни конзервирани зеленчуци, можеме да си изработиме многу интересни кутии за нашиот прибор, за боите, ручките, фломастерите и така натаму. Например, кутијата можеме да одложиме само со една украсна хартија од оние кесичките што ни се за подароци, веќе употребени.
Ќе ја завиткаме кутијата за да ни биде многу убава и шарена. Така и нашата околина и нашиот простор ќе ни зрачи со многу весели бои. А истовремено боичките нема да ни бидат расфрлени на сите страни, туку уредно ќе бидат наместени во своите кутии. Од стаклени текли или шишиња исто така можеме да си направиме многу украсни предмети, како например вази. Исто така можеме да ги обложиме со украсна хартија и со разни други предмети, украсни ленти и така натаму. Од тие хартии или од салфетки или од други хартии што не се нашли во рака, можеме да си подготвиме многу интересни цвеќиња и да си го разубавиме просторот дома. Например, можеме и вистинско цвеќе да ставиме во вазната што сме изработиле, што сме украсиле од теглата. Од различни картони и хартии, например, хартиена чинија, можеме да си направиме часовник, да си ги напишеме броевите, за ова може да ни помогнат и родителите, и така можеме да ги учиме и броевите. Од картонче тоалетна хартија можеме да си направиме еден куп многу интересни и убави нешта кои што ќе ни го разубават и денот, затоа што нешто ќе работиме и ќе ни го разубават домот. Така сме заштедиле многу пари, сме заштедиле енергија затоа што не сме го фрлиле како отпад она што можело да го искористиме. Например, доколку си направиме кутија за боички, ние сме си заштедиле пари, затоа што не сме ја купиле таа кутија, туку сами сме се изработиле. Така, например, од пластични шишиња можеме да си направиме касичка. Таа касичка за пари, еве ни пример. Можеме да си ставиме онолку парички во неа, колку што коштала кутијата, доколку би ја купиле од книжара. Исто така, и касичката што сами си ја направивме и со неја заштедивме пари. И нејзините пари ставете ги внатре, во вашата касичка. Тогаш, дечиња, штедиме и пари и енергија. Заштедивте денес многу, така? Браво, дечиња. Еве сега ќе ви покажам како изгледа мојата касичка за пари. Колку пари што чинеше таа, доколку ја купев во книжара, си ставив внатре и секој ден се што ќе си употребам, ќе си го искористам да си ги заштедам парите, затоа што нив ќе ги употребам за нешто друго, а истовремено ја заштитив и околината од нов отпадок, заштедив енергија за да се произведи ваква касичка и заштедив многу нешта. Дечиња, сите овие работи можете да си ги подготвите дома со помош на вашите родители. Штедете, рециклирајте, креативно рециклирајте. А знаете што беше креативно рециклирање? Тоа што ние ќе размислуваме зашто ќе ги употребиме веќе употребените материјали, ќе ги пренамениме во нешто друго и тоа друго ќе ни биде некој корисен предмет што ќе ни служи понатаму уште многу долго време. Дечиња, ви посакувам среќно детство, седете дома, креирајте, размислувајте и штедете. Поздрав, довидување!